Сега накратко ќе ви обяснам хронологијата на носењето на истиот и да видиме каде треба да најдеме вината за истиот. Значи на 6-та седница во 2013 година одржана, како итна точка на дневен ред е ставена иницијатива од Европа Комерц Кочани, чиј во тој момент е собственик на таа парцела за изготвување на детален урбанистички план И10. На таа седница советничката група на СДСМ и коалицијата гласаше воздржано. После 3 години, на 47-та седница, се донесува одлука за донесување на нацрт ДУП за градски четврт И10. Во тој момент гласа во советниците на ВМРО-ДПМН со 16 гласа, а 10 гласа, што се членови на Советот од СДСМ и коалицијата, гласаат против. Веќе на 48-та седница, како 28-ма точка на дневен ред, е ставена точката вон сила се стави нацртот. Тука гласаат советниците на СДСМ за да се стави нацртот вон сила. На 54-та седница се донесуваат нови заклучоци за отпочнување и прекин на поставката за изработка на донесување на ДУП И10. На оваа седница не гласаат воопшто советниците на СДСМ, а гласаат со 16 глас за отпочнување на нова поставка членовите на ВМРО-ДПМН и коалицијата. За веќе на 66-та седница, клучната седница одржана на 5.4.2017 година, да се стави како итна точка на дневен ред, како дополнителна точка на дневен ред, одлуката за донесување на ДУП И10, на спорниот ДУП И10. Советниците на СДСМ и коалицијата ја напуштаат седницата, а во тој момент веќе знаете се одржуваат протести надвор пред општината, каде што бев и јас, и се приклучуваат на протестите. На таа седница за гласале 15, против нема, воздржани нема. Значи, тој план го донесе ВМРО-ДПМН и коалицијата. Да, најинтересното што советници актуелни сегашни, како што се Мерлина Голубовска, Дејан Митевски во тоа време советник, сега председател на општински комитет на ВМРО-ДПМН, Пане Антовски, го гласаат тој ДУП, а сега се први на тарабите против изградбата на деветкатницата. Јас бев тогаш со граѓаните. Останувам со граѓаните и сите можности да најдеме решение за овој проблем и гледаме да ги исцрпиме.